Во изминатите десетина години, граѓанските движења направија огромни промени во општеството. Тие беа гласот на јавноста што одекнуваше низ улиците и на социјалните мрежи, во време кога многу тешко можеше да се слушнат барањата на граѓаните во медиумите. Почнуваа партизански, беа осамени во нивните битки и затоа многу полесно беа потиснувани од власта. Но како што одминуваше времето, така стануваа се погласни и помасовни, а оние кои им се придружуваа беа похрабри во своето јас. Се протестираше против поскапувањето на струјата, водата и парното, против полициска бруталност, против изградбата на црквата на главниот плоштад во Скопје. Се изродија пленуми, се создаде протестирам. Најмасовна беше шарената револуција, а денес битката се води за запирање на рудниците во неколку општини во државата. Првото граѓанско движење, познато како Плоштад Слобода, се појави во 2009 година, кога стотина студенти на архитектонскиот факултет се спротивставија на идејата за изградба на црква на плоштадот во Скопје. Протестот беше задушен со контрапротестанти и со помош на полицијата, која приведе неколкумина од студентите со цел да внесе страв за нов отпор. Траеше кратко, но беше крик против неправдата и самоволието. На 5 јуни 2011 година, кога ВМРО-ДПМН ја славеше победата на изборите, на плоштадот во Скопје се случи убиството на Мартин Нешковски, кој тогашната власт се обиде да го замаскира со цел да го заштити убиецот полицаец. Тоа одново роди револт и граѓанскиот протест беше адресиран кон конкретна цел под слоганот «Стоп за полициска бруталност». Овие помали искри на гнев го создадоа граѓанскиот отпор, познат како протестирам. Најверојатно идејата за протестирам се роди исто како и сите други идеи, а тоа е поривот да се спротивставиш на неправдата. Протестирам се издвои како движење во 2015 година, после обелоденувањето на прислушкуваните материјали од страна на тогаш лидерот на опозицијата, но не протестирам резултат само на тоа. Протестираме резултат на сите граѓански движења кои ги имавме во годините претходно. Протестирам го сочинуваа незадоволните граѓани, обесправените, борците за слобода, кои уште на самиот почеток по објавувањето на бомбите на опозицијата излегоа на улица за да кажат «Нема правда, нема мир». Клучниот момент кога протестирам стана препознатлив бренд беше 5 јуни 2015 година, кога се објавија прислушуваните разговори поврзани со убиството на Мартин Нешковски. 5 мај 2015 година на улица имаше толку голем револт, што беше како кнедла во грлото. Ние веќе немавме капацитет да викаме. Бесмислено беше да се вика стоп за полициска бруталност и бесмислено беше да се вика нема правда, нема мир. Тоа беше тоа што го слушнавме. Како да кажам, тоа насилие кое го слушнавме во материјалите беше многу поголемо од тоа. Тоа е првиот ден кога ние ги пробивме барикадите. Протестите траја 50 на дена со прошетки низ улиците, со герила акции, дебати, различни начини за да се испратат пораките и до тогашната власт и до меѓународната заедница. Гинова вели дека енергијата на протестирам спласнала кога пред зградата на владата се вдоми кампот на слободата. Од тогаш целиот фокус се насочи на она што се случуваше под шаторите, а во јуни се растори и кампот бидејќи се постигна целта и почнаа преговорите во Пржино. Протестирам последен пат беше активно движење за време на шарената револуција. Кон крајот на 2014 година, во време кога тогашната власт на дневен ред го стави законот за високо образование, на нозе се кренаа студентите. Нивното движење го нарекоа студентски пленум, а бара од власта да се откаже од спорниот член, да се воведе екстерно тестирање на студентите. Беше интересно што студентскиот пленум покажа хоризонтална структура, односно студентскиот пленум нема лица, туку има лица. Што значи дека секој што можеше и што сакаше да допринесе студентскиот пленум, дали е тоа од организирање на марш, дали е тоа од правење на транспаренти, пишување на правни акти, на барања, можеше секако да допринесе. Тоа беше и идеалното нешто, бидејќи се дозволи секој да се пронајде во тоа што е најдобар. Здравковска се потсетува дека почетокот бил тежок, демотивирачки, немале поддршка од професорите и универзитетите и никаков одговор на нивните барања од Министерството за образование. Студентскиот пленум организираше 3 протести, а секој беше помасовен. И беше предизвик од причина што знаевме дека власта, што беше тогашната власт, дека може да направи многу проблеми на поединци.
Но кога видовме после вториот марш, кога излеговме околу 10.000 млади на улица, свативме дека стварно може нешто да се промени. Не бевме свесни тогаш, дури јас не бев свесна дека тој процес ќе трае многу. Значи, мислевме дека еве ќе направиме протести, ќе направиме окупација, влеговме во некои преговори со Министерство за образование. Меѓутоа тоа беше стварно многу тешко. И можеби тек сега не се исплаќа трудот. Пленумците успеа да биде повлечен спорниот член од законот и со сегашната власт да седнат на преговарачка маса за новиот закон за образование. А она што ќе биде нивна следна битка е пленумот да не се активира по потреба, туку да прерасне во орган во рамките на универзитетот. Во април 2016 година, кога председателот Ѓорѓе Иванов објави дека ќе ги аболицира сите дотогаш осомничени во предметите на специјалното јавно обвинителство, граѓаните повторно излегоа на улица. Нивната цел беше Иванов да ја поништи аболицијата на 56 политичари и нивни соработници, но и поддршка на СЈО. Она што е во шарена револуција битно е тоа што се договоривме и се одеше натаму да мора инклузивитет, мора да ги вклучиме граѓаните, мора да не бидеме ние 5 души па уште 100 души публика. Мислам дека шарена револуција се крена, односно добина масивност во моментот кога луѓето сватија дека секој има што да остави. Секој ден во 6 беше повикот на социјалните мрежи на кои се одзиваа сите оние кои сакаа да пратат порака дека аболицијата мора да се повлече. Се случи нешто во главите на луѓето, фактички таму почна револуцијата. Јас се некако мислам дека шарена револуција прво почна, па и најмногу и таму се случуваше во главите на луѓето, кога луѓето успеа да го победат стравот и можеби и скептичноста дека нешто може да се смени. Протестите на шарената револуција траја 100 дена, односно до постигнувањето на конечната цел, повлекувањето на одлуката за аболиција од страна на Иванов. Стериовска вели дека по шарената револуција македонските граѓани извлекле голема поука и повеќе никогаш нема да биде исто. Стварно верувам дека со тоа што го направивме ние, дека отворивме врати на повеќе генерации утре ден сопствената шарена револуција, што не мора да се вика шарена револуција, нити па да биде со тие методи, да се охрабри и да се бори за нешто што нејзи треба. Кога на почетокот на годинава одекна веста дека на југоистокот многу скоро ќе почнат со работа 2 рудника, Казандол и Ловица, жителите на 6 општини почнаа да се организираат со цел да го спречат тоа. Во секоја општина се организираше референдум за да можат граѓаните да се изјаснат за или против рудник. Сите иницијативи беа граѓански. Зад нив не застана ни политичка партија, ниту некоја невладина организација. Спас за Валандово го создадоа младите валандовчани, кои беа осамени во нивната битка. Поранешниот градоначалник Никол Чичурлинов и советниците од ВМРО ДПМН им свртија грб, па тие мора самите да действуваат. Тоа не е некое класично здружение на граѓани, они немаат ни жиросметка, немаат она председатели на управни одбори, така натаму сите се исти, сите се подеднакво важни, хоризонтална им е структурата, така да секој работи се. И беше убаво да се видат тие момчиња кои цело лето не отидоа и девојчиња кои што цело лето не отидоа ни на одмор утрете, него цело време беа обдека, туркајќи иницијативата се дојде некако до референдум за луѓето да се изјаснат. Белески раскажува какви се притисоци имало врз граѓаните со цел да не излезат на референдумското изјаснување. На крајот, референдумот во Валандово не успеа, но на гласање излегоа многу повеќе луѓе отколку за било која партија, на било кои избори досега. Затоа сметаме дека референдумот е и tekako успешен, затоа што ниедна партија на ниедни избори во Валандово не успеала да собере 4800 гласови. Ова е уште една потврда за високата свест на луѓето од Валандово, ако се има на ум дека другата страна која што беше против референдумот направи се и ги искористи сите средства, и тоа беа подли средства, плаќање на луѓе по 10.000 денари за да им ги отстапат пасошите и личните карти. Така да се е работено само за луѓето да не излезат да гласат. Со референдумите не заврши мисијата на граѓанските иницијативи во сите засегнати општини во југоистокот. Тие сега направија мрежување на сите иницијативи во асоцијација со цел да бидат и погласни и помоќни. Уличната демократија е единствениот избор во услови кога нема дебата од другата страна,
кога одлуките се носат во центрите на моќ, а граѓаните се безгласна буква и за нив одлучуваат политичарите. Никогаш нема може да биде исто затоа што луѓето сватија колку граѓанските здружувања можат да бидат моќни. Осознаваме да го користиме нашето право, нашиот глас. Тоа е впрочем демократијата. По промената на власта засега не имало граѓански протест. Но она што сега е поразлично, за разлика од времето на владењето на Никола Груевски, е дека граѓанството не молчи и го наблюдува секој чекор на новата власт. Ние денес имаме многу поразбудено и многу пополитички активно граѓанство отколку што имавме пред 10 години и тоа само по себе представува силна опозиција на новата власт. И сакам да препорачам и на власта, но и на граѓаните да будно следиме се што се случува со политиките на новата власт и да реагираме навремено, да се сменат, за да не дојдеме до деречето кое бевме 11 години. Граѓанските активисти велат дека по секое движење се минува свеста кај секој граѓанин. Ги охрабрува и ги поттикнува самите да одлучуваат кога се работи за нивниот живот и за нивната иднина. Тие се показател за политичкото и демократското живење на една земја.